Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. До збори, Ненад. Да. Од денеска рековме, не е битно што си во хороскоп. Месечината кај ти е. Не е само месечината, има врска, има добро да така е ускратено, знаеш како ние сакаме да извадиме наслов интересен, нели? Така да ќе биде интересна емисија. Многу интересна. Сигурен сум. Да. Имаме еден гостин, ама многу вреден. Така што добре ни дојдовте уште едно издание на Никој како, овој петок пред новиот викенд, продолжен викенд, и верувам дека ќе ве задржиме до самиот крај. Еден час колку што имаме на располагање, ќе бидете заедно со нас и ќе ни изгледате. Така е. Имаме астролог во студиото на Телма, тоа веќе ви го кажавме. Она што е важно во подготовката на оваа емисија или ова последно издание како заокружување на оваа недела, нели? Само од среда се дружиме, но ќе се дружиме и натаму секако. Решивме со Нина да позборуваме со астролог за тоа колку таа астрологијата како наука е важна воопшто во животот на сите нас. Или, да ни речам, јас самата тргнувајќи од тоа, нели, супругот ми кажа една информација во овој период на лоши вести, дека имало врска наводно со некакви истражувања кои што ги правеле некој таму, дека ретрограден Меркур и ретроградна Венера имале врска со сите случувања лоши во светот во овој период. И денеска ќе прашаме. Да, ја прашав неа во претходниот разговор и ми рече, ќе ви кажаме што. Да, тука ќе прашаме многу прашања и ќе затоа рековме ќе биде интересно до самиот крај и нормално ќе одгатнеме многу работи. Сите некако, нели, за хороскопов знаеме, од кој верува повеќе, кој помалку и така натаму, не хороскопот на кој што ќе се задржиме, туку астрологијата како наука, колку таа може да ни помогне во животот и колку таа може да ни открие и колку се разбира можат сите овие настани, ако се насочиме на овој немил настан кој што ги имавме, да се некако можеби предвидат преку астрологијата, односно што се може да се види и да се пресмета, нели, бидејќи сите тие пресметки се прават и за државата, и за нашиот бизнис, и за нашиот живот. Ајде да ја најавиме и да ја дадеме збор. Здраво за Снежана Милинковска-Петкас. Добре ни дојдовте. Добар ден, поздрав до сите гледачи на телевизија Телма. Драго ми е за повикот да гостувам во вашата емисија. Драго и нам што сте заедно со нас. Пријатно ти е, прво тоа да те прашаме. Да, добро е, тоа ни е најбитно затоа што сакаме многу многу информации да добиеме од тебе. Да, кога сме кај овој ретроградниот Меркур и Венера, може да ни кажеш повторно на што ми го кажи на телефон, има ли врска тоа никаква всушност? Ретрограден Меркур во суштина се појавува 3 до 4 пати во годината. И не може да важи за сите исто. За сите нас исто. За сите нас. Многу е битно каде е поставен вашиот Меркур во наталната карта и дали ќе има некаква реакција овој ретрограден Меркур или не. Така да не може да се гледа од таа гледна точка дека на сите може да влијае, тоа не е точно. Исто и за ретроградна Венера. Така да се зависи од наталната карта и луѓето не треба да се водат во суштина кога се пишува по тие портали или телевизии, кога се кажува, не знам, внимавајте на ретрограден Меркур. Секој треба во суштина да знае каков има Меркур во наталната карта, па за да внимава или не. Разбирате? Да. Значи тоа не може да важи за сите. За сите, така е. Добро. А ако еднаш нема влијание тој ретрограден Меркур, тоа значи дека нема да ме такне ни следниот пат? Или ако го немаш во наталната карта? Зависи како се поставени, пак кажам, сите планети. Секој човек си има своја натална карта. Нели? И според наталната карта може да се види дали ќе влијае врз вас тој ретрограден Меркур или ретроградна Венера, да кажам. Меѓутоа, ретроградниот Меркур не е нешто страшно. Добро. Ќе објаснам јас Да, ќе стигнеме и до тоа. Ќе стигнеме и до наталните карти, ќе стигнеме до се, но ајде од почетоков. Односно,
кој момент во твојот живот беше пресуда за да ти започнеш да се занимаваш со астрологија? Така. Имаше ли нешто што, да речеме, ти влијаеше? Кога сето тоа се случи? Да. Прв пат во 2007 година јас направив натална карта за себе и ја направив кај најдобриот астролог по светот по мундална астрологија, тоа е политичка астрологија. Имав таа чест да ми направи натална карта. До тогаш немав воопшто никакви искуства со тие работи. Ја бев фрапирана од некои работи кои што ми ги кажа астрологот и како понатака се одбиваа сите, да кажам, работи. И се сеќам дека кога ми ја правиш наталната карта, во еден момент ми кажува ти може да бидеш страшно изврсен астролог. Јас, пошто бев во други води сосем по некој бизнис, мислам тоа ми беше ван памет и дека нема се случи шанси, никогаш. да, не, ја мислам во тие води нема шанси, зашто стварно никогаш нит ме интересирало, нит нешто. Меѓутоа немаше влијанието и тоа што ми го кажа. Како поминуваше времето, со тек на времето, ние и останавме пријатели со астрологот и доста се зближивме кои пријатели. Како поминуваше периодот, некако се повеќе почнав да се интересирам и да учам од него. Така да имам школа, да кажам, од најдобриот астролог по мундална астрологија. Како го најдовте? Како отидовте токму кај него? Баравте, истражувавте, што Преку една пријателка моја блиска, тој беше доста специфичен човек, за жал почина пред 4 години. И ми беше мој личен астролог, да кажам, и многу е тешко во денешно време, ајде да кажам, да се најде и стварно добар астролог, кој што ќе ти даде добри насоки во животот, бидејќи астрологијата како наука кај нас е многу во погрешно конотација толкувана. И мене многу ми е криво поради тоа, бидејќи по светот, да кажам, многу на поинаков начин ја гледат астрологијата. Ја гледат како наука, а тука народот... Тука како гатање. Да, ја меша со гатање, со тарот карти, или видовитост, като што нема никаква допирна точка едно со друго, така да мислам дека треба веројатно време да се зборува, за тоа не да се одбегнува. Ние гледаме пример во соседната држава Србија. Секој ден во секоја телевизија има астролог. Да. А кај нас многу помалку е застапено тоа и не се зборува. Фактички не се знае терминот астрологија што значи. И затоа многу луѓе, да кажам, ги мешаат ги работи, и викаат ја не верувам во астрологија. Прво, не се верува во астрологија затоа што астрологијата не е религија. Астрологијата е наука. Тоа е исто како да кажеш ја не верувам во математика или во географија. Така да... А што значи сушност астрологија? Астрологијата е најстара наука, да кажем, која што ги проучува планетите и нивното влијание врз луѓето, нели, движењето на самите планети, нели, како реагира на самите луѓе, да кажем, или како, нели, поединци, или како реагира на една земја. Да кажем, тоа се вика и мундална астрологија, политичка астрологија, така да астрологијата е една од најстарите науки, уште на времето Вавилон кога бил, па после старите Грција преселе. Така да, како во времето, нели, таа се развивала, во суштина, не знам, веројатно сите го имате гледано филмот Раѓањето на Исус, например. И има сцени каде што, не знам дали тоа луѓето го знаат, има сцени каде што тие тројца наречници ја следат звездата каде треба да се роди Исус. И кога? Тие не се наречници, тие се астролозите, фактички. Значи, астрологијата постои многу
Многу одамно. Интересен податок која сме кај раѓање ни сподели, па така ќе го уфрлам сега, нели такви прашања кои што ќе ни доаѓаат за околу раѓањето на децата. До таму се оди во светот да темпираат, посебно во Англија, кога и нели новите мајки одат на царски рез, што викаме, и раѓање со на таков начин за да може да му го темпира времето на раѓање на детето заради тоа што се исконсултирал со астролог. Така. Има ли вистина на тоа? Дали е тоа така? Јас баш ви спомнав пред да ја почнеме емисијата, како разговаравме, може да приметите дека, например, во кралското семејство ни една жена не е природно породена. Сите се со царски. Зашто? Затоа што они точно знаат кога и како е најдобро да се роди тоа дете. Пред се дете. консултирале и тоа им рекле во тој во колку час е најдобро. Најдобра натална карта би имало детето. Така е, да. Затоа и сите живеат долго. Браво, тоа никогаш на памет не ми падна. Така е. Што ви рекоа кога ја направија вашата натална карта? Овој вашиот астролог. Така, па добро, ете ми спомна дека можам да бидам доста добар астролог. Добро. И некои работи за видна кои што и се исполнија. Наталната карта се прави еднаш и од таа може да се чита или треба да се прави по одреден период, да речеме? Не, наталната карта можеш да ја правиш кога сакаш. Добро, ама иста ќе изгледа секогаш кога ја правиш, тоа ми е моја. Таа не се менува, значи ја еднаш можам да направам и да си ја чувам. И на различен астролог или различен временски период, истото ќе ми го каже, да речеме, секој кој што ќе ја помине. Па би требало. Не може, мислам, не може да ви го Трпи ли каже некакви истиот промени? ако менувате астролози. Веројатно секој зависи од Добро, на тоа свој како начин, но астролог и генерално на тоа свој што го начин гледа. на толкова, наталната карта. Но не трпи промени низ годините или трпи? Не. Тие се тие планети Да ги расчистиме, нели, вака малку. Нели, тие се тие транзити кои што поминуваат во наталната карта кај човекот, кај што нели имаат влијание, тие не се менуваат. Сега спомна покрај човекот, нели, натални карти за луѓето, се прави натална карта, да речеме, и за земјата. Така, да. Која е разликата, како се прават тие? И ги спомна и политички, сега не знам точно како беше името. Мундална астрологија, се вика мундална астрологија. Што е разликата меѓу таа астрологија и ова друга? Разликата е што таа е мундална астрологија, политичка астрологија, каде што може да се направи натална карта на една земја. Пример, да земјаме Македонија. Македонија е во знакот на девица. Девица. Да, со месечнава девица. Сега многу е тешко. Вам ви беше тешко да ја направите наталната карта заради тој Не ми беше потпис, тешко да ја или? направам, меѓутоа е многу тешко часот да се одреди со потпишувањето на декларацијата тогаш кога нели беше искласано. И треба точен час. Часот е најбитен. Да, никој точно, да кажам, сега не нема информација. Па не, приближно. Тука негде, али точно не. Добро. И што вели наталната карта на Македонија? Па, видите, Македонија е во една доста, да кажам, потешка фаза. Има доста потешки транзити и тие транзити се почнати веќе пред 3,5-4 години. И самите ние знаеме дека нели кроз овие 3-4 години видовме дека секакви работи ни се случуваја, колку народот патеше, да кажам, и колку беше пропатен тој народ поради одредени работи. Секако влијае тука транзитите кои што ги поминуваше Македонија, да кажам, и едноставно се менува некои работи, дојде нова власт. Јас се надевам дека да не сум политички определена, меѓутоа се надевам дека пошто Што велат звездите? Можеше да и се види на Македонија, да речеме, или пред секој избори да се види. Кој ќе Па да, победи? јас исто бев гостинка на една телевизија на денот на председателските избори и точно кажав дека нели кој ќе победи, дека ќе е доста голема разлика и тоа може да се види. Така да, значи Македонија моментално е во потежок период. И мислам дека треба да се даде време прво на новата власт, пошто знаете како,
Без разлика колку и лоши транзити да има Македонија сега, а има. Гледаме според многу работи кои што се случуваат, нели? Треба да се даде време да поминат тие транзити, нели? И да, пошто не можете би ако сте, пример, земите едно дете, мало, и 30 години го малтретирате, го се живувате, го манипулирате, го крадете, нели? Нели доаѓа некој човек, го зема, нели, тој веќе пораснат маш од 30 години, не може тој за една година да го оправи. Шуј се гледа на Македонија, следливе Европа и се гледа. Видите, јас не. Македонија, значи таа е лоша фаза, тие лоши транзити, да кажам. Дали лошото помина, дали се гледа некој светло во тунел? Не е лошото поминато, се уште. Значи, лошите транзити заминуваат веќе наредна година. 2026. И Македонија од август месец 2026 влегува во една многу добра фаза и која што ја мислам дека никогаш ја немала таа фаза во оваа историја, така во напредок, во просперитет, да кажам, и мислам дека од август 2026 нормално не може тоа преку ноќ сега септември да е вау Македонија, али и како мислам дека многу ќе напредува во било која смисла и дека нема да има толку трагедии како што имаше претходно. И како, пример, исто тоа го разгледува во оваа власт, што е сега, и како одговара на Македонија во наталната карта. И тоа може да се открие? Да. Само треба да се даде време. Да се даде време, затоа што пак кажав, никој не може за една година ништо да опоради. Така е. Се на Македонија и се гледало, и може да се види според сите оние податоци кои што ги поседуваат. Колку политичарите се интересираат и колку во нивните натални карти се гледа, па за да може да се добие една слика. Заедничка слика. Нели? Односно, прашањето ми е едноставно. Колку политичарите кај нас се заинтересирани за астрологијата, ја користат астрологијата. Ја користат. Ја користат, имам доста клиенти од таа сфера, од сферата на политиката. Сака да се консултираат, нели? Зашто може да се консултираат? Што е астрологија, што е многу битно. Така. Точно знаат, имав еден случај, бидејќи нели не смеам јас да спомнувам Јасно, не бараме. Нели доста интимна работа наталната карта и кога се прави наталната карта треба да се види сам. Значи и веројатно да не се споделува многу. Никако. Значи бидејќи тоа е доста интимна работа. Има работи, например, човекот кој што ги знае само за себе. Тоа би е слично исто како кога одите на психијатар. Морам и тоа да го кажам. Меѓутоа, ајде покасно да не ја префрламе темата, кога зборуваме за политичарите, имав еден случај да кажам каде што нели еден човек од политиката беше мој клиент и ми кажа како он дошол во контакт и како знае за астрологијата. Бил поканет на не знам, некој крстарење таму со некој светски политичар. И тој политичар цело време имал некој човек до него да се консултира. И нонстоп се консултирал, овој го прашувал кој е овој човек, да те запознам, ова е мојот астролог и вика се што правам јас во животот, насоките кои што ми ги дава, нели? Би правам според нели тоа што ќе ми го каже. Меѓутоа да не се разбереме погрешно. Тие насоки не се одлуки. Така, не е нешто направи вака или така. Така. Многу е тоа битно, затоа што може многу погрешно се тоа да се свати. Во суштина. Значи, не да се врзувате за зборови во суштина. Меѓутоа, пример, еве, кога зборуваме за политика, многу е битно, например, на политичарите му е битно кога е поволен период за подпишување на некој договор. Тоа сакам да ве прашам, да. Кога е најдобар период за се кандидира за нешто? Така. Разбирате? Кога е лош период, кога треба да се припази. Значи не е да се врзувате за зборови, не знам оди тоа направи така и така. Па ти ќе направиш и чуда ќе се случат.
Добро. Да. Ти гледам пари, ама ти седи дома и ќе ти дојдат парите, така ли? Ке дојдат. Народски кажано. Ајде одиме со реклами, малку додека здивнавме вака, па ќе се вратиме назад со серија прашања. Бидете така, верувам дека ви е интересно. Што ти е? Да, јасно. Се враќаме назад. Се враќаме назад. Во живо сме. Да, добре дојдовте назад, никој како. Многу интересни муабети почнавме со нашиот астролог и верувам дека ќе биде интересно и до самиот крај. Зборувавме за Македонија и нели наталната карта на државата, од она што може да се види според нели сите податоци кои што ги имаме, но таа тема би ја завршили со нешто што нели сите не потреса изминатиот период и дали може такви големи несреќи да се видат, да речеме, во натална карта на држава кога се прави. Така. Да. Или генерално, извини, и кај луѓе натална карта, дали може нешто, некоја голема несреќа да се забележи? Веројатно се може. За жал, нели се случи тоа што се случи, глапово сочувство до нели сите фамилии, Бог да им даде сила да преживеат со овие моменти и опоравка до сите повредени. Видете, може да се види какви аспекти има, например една земја, меѓутоа пак ќе кажам многу е битен часот. Сега може да се види како аспект, не може да се види например точно, не знам, во кој град или значи тоа не. Едноставно може да се види во тоа исто, например, не знам, во некоја телевизија беше исто го кажа пред 2 години, 3 Македонија која требаше да внимава во поплави, например. Исто и сега е периодот на поплави. Да кажам, треба се обрне внимание најмногу на тоа. Така да несреќа како несреќа за земја е многу тешко да се предвиди. Тешко да се предвиди. Пак ќе речам, многу е битен часот она суштински да видиш ти во кој град има, или повеќе градови, не еден град. Така да, али може да се види кога има лоши транзити стварно, како сега, нели како во Македонија не како што рековме, нели до следната година. Веќе 4 години под страшно лоши транзити и да се надеваме здравје од наредна година и текако стои доста поволен период за Македонија да оди напред и да напредува. Да. И сега спомнавме мундална, така се вика таа политичка астрологија, да учевте од најдобриот. Што пак зборува мундалната астрологија за светот? Нели? Зборуваме и за тоа дека што ќе му се случува на светот, заради тоа што сведоци сме од почетокот некако на годината тргна работите како пуштани така некако и се на неубаво. Видете, кога зборуваме за во делот на војни, во делот на такви работи, мислите? Па не на војни, него просперитет на една држава, да кажам. Светот генерално е влезен исто во доста тежок период, затоа што доаѓа период каде што земјите или континентите, како што се Австралија, Америка, нема да бидат веќе тоа што беа. Таму економијата доста ќе падне, да кажам, многу луѓе ќе почнат да се иселуваат и од Австралија, и од Америка, и од Швајцарија, и од Германија, да се враќаат во своите матични земји, бидејќи таму ќе дојде период кога ќе биде многу тешко да живее. Навистина? Да. Што вела зошто? Сега треба време за тоа, не е нормално, меѓутоа не знам, јас сум од сега за неколку години зборуваме или сега овој период? Не, во наредните години. Во наредните години. Значи тоа нели постепено доаѓа, не доаѓа преку ноќ. Меѓутоа ќе дојде период каде што стварно ќе биде доста тешко да се живее во тие држави, континенти, каде што доста наши ќе се враќаат назад во своите земји, бидејќи некако јас мислам дека како ќе променуваат годините, сега можеби е смешно за некој, можеби. Нели не? Добро, има секогаш тие кои што не да. Мислам дека
Општо Балканот ќе биде некој сврталиште на светот. На вистина. О, ќе се вратиме ние во убави време. Така да сега исто има една тема која што е добро да се знае, кога зборуваме глобално за светот. Доаѓа еден период каде што ќе има доста криза за храна. Недостаток на храна, многу луѓе ќе се вратат и по селата, нели, да обработуваат и земјиште, и сточарство, така. Да. Така да глобално во светот доаѓа доста голема криза на храна. Добро. Затоа што технолошки се развиваме, а ова друго што ствари на храна го запоставуваме. Го редиме со соларни панели, наместо да го садиме. Али да ви кажат, веќе државите тие, нели, што беа, што сите мислевме дека порано нормално биле за сите, нели, благосостојба, правење пари, веќе не. Други нешто знание, кога ќе зборуваме за малку и да свртам и на шега? Па и на шега. Трамп верува на астролози? Секако. Како нели? Астролози? Секако. Да? Па се ова што го прави астролози му го кажуваат или не? Да. Пошто многу некакви контрарешенија. Не постои политичар во државник, светот, тврдам, државник, дали е председател или премиер, кој што не користи астрологија. Значи сите користат, имаат свој астролог. И точно знаат кога една војна да ја започнат. Пример Путин точно знаеше кога да ја почне таа војна. Тоа што пример, јас кога ја гледав наталната карта баш и на Путин и на Зеленски, нели, утврдив фактички зашто тогаш ја почнал војната. Путин. Затоа што затоа што Зеленски имаше доста лоши транзити тогаш, бидејќи преку наталната карта на државата, да кажем, може да се види народот. Месечината фактички го представува народот во астрологијата, а сонцето, нели, председателот, премиерот, водачот, кралот, порано како што било, нели? И порано, например, во многу, нели, одамнишни времиња, астрологијата не била достапна за секој човек. Била достапна само за тие големи кралеви, да кажам, бидејќи не дозволувале, нели, обичниот народ да ја користи, нели, бидејќи астрологијата како може да те насочи кон добри работи и да те направи многу подобар човек. Така е, да. Имате ли примери специфични, да речеме, нема да ни откривате имиња секако, низ годиниве на работа, кога сте помогнале, сте му направиле натална карта некому, нели? Не зборуваме за политичари, зборуваме генерално натална карта некому, и тој, следејќи го тоа што сте му кажале, нели, не треба слепо да следиме, но, нели, се случиле поубави работи. Или сте го навеле кон поубави работи. Треба да биде поттик за да се случат тие работи, нели? Па да, и сум имала доста клиенти и надвор од државата, да кажам, моите клиенти се широм светот, не се значи само од Македонија. Не се само од Македонија. Работам со странци, така да сум имала доста, секоја натална карта е интересна сама по себе и има, да кажам, доста каде што и сум помогнала сега малку. Глупаво звучи ако некој, нели, се пофали, али си давам за право да се пофалам, поготово во делот кога, некој сака да стане родител. Точно се пресметува кога е добар период, например, за да станеш мајка. Нели? Ако не може по природен пат, тогаш се пресметува, нели? Она другата метода, кога точно е најдобро да се направи тоа, а кога не смеш да го правиш тоа. И сум имала повеќе случаеви, да кажам, примери каде што сте помогнала, да
се добили принуда. Мене ме интересира, Да, слободно. мене ме интересира нешто друго. Кога се прави натална карта, колкав е тој процес и како изгледа тоа цела? Исто размислувам. Исто ќе го? Конкретно за наталната карта, еве да им објасним и на луѓето, има луѓе што не знаат, нели, што е потребно за натална, што е натална, што се гледа, што се Што може ни знае да се види и колку вам ви треба всушност на секој астролог, колку му треба време за да ја направи таа комплетна натална карта. Наталната карта фактички е тој утицај на тие планети нели врз човекот. Се изработува според датумот на раѓање, година, месец и точен час. И 100 пати спомнавме дека часот е многу битен. Битен е часот, нормално многу е битен. Ако некој од прилика го знае часот, исто има метода каде што може да се пресмета горе-долу, нели? Ама нема да биде скроз па точно. Па, видете, по старите генерации секако не знаеле кога е часот на раѓање. Нели, часот на раѓање, многу пати ми се случило и тоа. По старите генерации дури ги запишувале неколку дена потоа, нели? Да, имам и такви имате примери. сгрешено и денови, На нив не мора. Руден е, на први запишано Врзостава на шо ќе ме направи натална. запишано е на 3 јуни, навистина. Да, има и знам. Има, така. Меѓутоа може да има посебна начини метода, како да се, да. Така да часот битен е, како битен е и се гледа поставеноста на планетите, значи доста е исто битно народ да знае дека многу е погрешно, например, јас секогаш кажувам, многу е погрешно да се раководите според хороскопските знаци. Пример, кој знак вас ви одговара. Тоа е многу погрешно, затоа што тоа не се гледа така. Да. Или, например, ако ти си, например, Шкорпија, и са шкорпиите, ајде ги генерализираме као поопасни, нели? И јас да кажам сега, ти си Шкорпија, не сакам со тебе, нели? Да. Меѓутоа тоа не е така. Зашто? Затоа што прво кај жената. За да се види една жена каква е. Многу е битна месечината, поставеноста на месечината. Месечината ја дава душата. Значи, ние преку месечината можеме да видиме една жена што чувствува, како реагира, според исто асцендентот, подзнакот. А за мажот, многу е битен Марс исто, нели? За да видиме еден маж како се поставува. Така да, доста и погрешни информации се шират низ портали, нели? Да, и оние дневни хороскопи. Знаете самата дека најчитано е хороскоп. Така, Да, ма дневните немаат врска, јас тоа сум го слушнал од неколку разговори претходно, нели, со астролози, каде што... Чиста забава, ја би рекла, тие дневни... Што стварно нема врска. Работа и тргни сега ќе направиш некако. Не смеат некако. луѓето дефинитивно да се раководат според тие дневни хороскопи. Затоа што тоа е многу погрешно. Така да наталната карта у суштина не е само, нели, не знам кога ќе се ожениш, омажиш или кога ќе родиш деца или кога ќе направиш пари. Наталната карта И оно што се смеевме дали ме сака или не ме сака. да. Во наталната карта, нели, во наталната карта не можеш да поставиш прашање дали ме сака некој. Не. Наталната карта е многу повеќе од тоа. Во суштина. Наталната карта, ако нели е добар астролог некој, може да ви помогне едноставно како вие подобро да функционирате во животот, како човек. Да ви го улесни тоа. Да. Ако имате некои мани, кои што нели секој човек ги има, да ви укаже на тие мани, да ги смените. Да ги надмиете. Зашто? Тоа што ако вие продолжите така, во суштина секој ќе имате, например, нели, или проблем во комуникација со луѓе, или ред други работи, така да астрологијата е еден вид на, нели, како, пак те речем, како психијатар кога одиш, затоа што и текако може да ви даде добри насоки, како да функционирате подобро, како да кажем, ако сте во кавга со некој, да, например, да се дојде до некој помирување или било кои работи, да кажем, или кога се работи во поле на здравје, на што да се внимава, да кажем, на што сте поосетливи. Да. Така да, многу е обширна астрологијата. Значи,
тоа кога ќе сомажеш или кога ќе направиш пари само е дел од од нештото. Од нештото, меѓутоа и пак ќе речам и како може да помогне на човекот да функционира во животот многу подобро и да биде подобар човек. Кога сите би ја користеле астрологијата, верувајте ми, нема да има омраза. Вистина, може до таму да биде. Да, нема да има ред други работи, злоба. Секој да си го тера својот пат. Така. Да. Колку време и треба на Снежана Питкас да ја направи една натална карта? Зависи и од самата натална карта, меѓутоа, значи не се гледа тоа повременски. Али, да, треба време, нели да се изработи, се е тоа пресметка. Да. Така да зависи од наталната карта. И колку време треба да се каже, јас би прашал, затоа што веројатно има многу податоци кои што може да бидат кажани. Како ги селектираш оние работи кои што треба, нели, некој клиент кој ќе дојде да направи натална карта, дали тоа се селектира за следните 2-5 години? Па затоа постојат различни натални карти, нели, каде што имате натална карта во поле на љубовсон. Ако сакате да правите или натална карта во поле на кариера, или натална карта во поле на здравје, или имате таа годишна натална соларна натална карта каде што е само за престојната година. Да кажам така, да имате и она целосна натална карта која што ги содржи сите, например, натални карти заедно да се направи, така да секој различно има нели ја порачува таа натална карта, во кој дел зависи го интересира, во која сфера да сака да види што понатака. Да. Да, ама во тие куп информации, веројатно треба да се селектира нешто, односно и поле на бизнис, веројатно има уште куп работи кои што треба да се кажат, а треба цела недела да седите до тој да му Немој да ми раскажу. Муамедов ми како се селектира, да речеме тоа што е најбитно. Не, па добро, ја имам на пример клиенти кои што ми се постојани, да кажам, кои што соработувам на дневно ниво. И на дневно и на неделно. А може би така е подобро, нели? За да може да се биде во тек. Да се види кој е поволен период, кога не е добар период за било што, така да имам различни клиентела кои што секој различно користи астрологијата, дали некој, не знам, еднаш ја прави толку, дали некој ја прави нели се советува секој често, зависи кој што каква професија има. Да, јасно. Има некакви дообуки по тоа или астрологија, нели на пример вие сте учеле од најдобриот или на најдобрите, како велите и сега, потоа тоа е тоа што можеш да го знаеш? Како или наука може да не, се надоградуваш? Астрологијата ви е бунар без дно. Да. И верувајте ми, тоа е толку комплексна наука, толку и тешка, да кажам, наука каде што учиш цел живот. Значи, цел живот учиш, нели, и со самито искуство, да кажам, нели, со клиенти и со тек на време, значи цел живот учиш. Не можеш да кажеш, сега јас знам астрологијата и толку. Не. Соработувате со некои астролози од соседството? Спомнавте Србија, каде што тие секојдневно се некаде на малите екрани. Има никакви соработки на тој план, обуки, не обуки, него некакви места каде што се среќавате, разменувате искуства, не знам. Видете, за мене е многу тешко кога сте учели од најдобриот во светот. Нели, за жал, мојот астролог почина пред 4 години, да најдете потоа друг астролог кој што толку добро ја знае астрологијата. И ќе ве научи нешто, може би, Така да, ја би сакала да постојат такви астролози како него, зашто тој беше незаменлив, стварно беше и доста политичари го имаја, да кажам, како свој личен астролог. Така да, не соработувам со други. Добра, ги знаеме имињата на некој што е напутен астролог? Знаете како се вика човек? А дали се јавно познати, Јавно да речеме, на познати се Путин, или, на Трамп, не знам, па тие? што се закачи за Трамп? Па, Дали они ги откриваат, да речеме, кои Дали се... ги знаеме имињата, да речеме, или вие во вашите кругови ги знаете? Видете, ја пак ќе кажам, кај нас е многу несватена астрологијата, за разлика
во нив, светот. светот. Зашто? Да. Затоа што таму политичарите не се срамат да кажат дека биле на астролог и дека се советувале со астролог. Тоа е нормално. А кај нас се срамота. Зашто? Затоа што го нели поимуваат со Да, го поистоветуваат со гатачки, да, со символна тарот гатачка. карти, символна гатачка, значи мора да се свати што е астрологијата. Јасно. Така да тие светски политичари не кријат дека се консултираат со астролог. Да. Ме разбирате? Да. Пред да влизаме во студио и овде мислам дека споминавте дека речеме англичаните се најмногу можеби од Да. од светот веруваат и не веруваат не е вистинскиот збор, туку Ја си муват практикуваат, капа или ја така. практикуваат астрологијата. Знаеме ли зошто? Што е поривот? Толку се знаат колку е важна таа во животот, сватиле? Да, таму навреме? постои еден од најдобрите Илијани факултети за астрологија? За астрологија, да. Да. И веројатно со тек на времето имаат сватено, нели, се имаат образовано и слушано што е астрологија. Пак ќе кажам, кај нас, за жал, многу малку во нашата држава користиме астролози, нели? И тоа се случува ако се случи некоја случка или нели кога има не знам Избори, председателски така, избори да. или Тогаш, ајде, така, одиме на Што астролог. треба да се крене Да. фама. Да. Али сепак стварно време е да народот свати што е астрологија. Аха. И да не се меша астрологијата со религија, бидејќи сите знаеме дека црквата не ја поддржува астрологијата. А од друга страна, ако гледаме, во најстарите манастири во светот се запишани сите астролошки знаци. А зашто црквата ја покосува астрологијата, тоа е веќе прашање на минати времиња каде што се воделе разни политики, нели, кои што ние не сме ни свесни, ние не знаеме Што се случувало? што се случувало, има нели зашто црквата ја порекува астрологијата како наука. Така е. А ако видите, пак ќе кажам, во најстарите манастири се запишани астролошки знаци. Значи има поврзаност. Има поврзаност, така е. Така. Од она астролошки, дали можеме да кажеме кои се во кој, иако рековте многу аспекти, од многу аспекти влијае, но кои се најдобри лидери или во кој знак се? Може ли да генерализираме или не можеме да генерализираме? Не можеме. Дефинитивно не, затоа што пак ќе кажам, Нивната натална карта многу повеќе карта открива. е најбитна Да. и не се генерализира баш така, Аха. нели, во кој знак е најдобар Најдобриот политичар, лидер. не. Така е. Добро. Добро. Како влие месечината и дали влие во која фаза е? Еве и Меркур го спомнавме. Како планетите влијаат, да речеме, дали влијаат на нашето расположение? Еве месечинава конкретно. Месечината, да, и те како влијае врз човекот, врз неговото понашање, да кажем, осетливост. Некој, например, кога е полна месечина, не можат да спијат, понерасположени сте, пораздрαζливи. Да. Или кога е млада месечина се осеќаат супер. Или обратно, некои на полна месечина имаат фул енергија, супер енергија. Да. Разбирате? Тоа повторно зависи човек од различно. од она што го спомнавме како за Меркур, како му се поставени Секој човек планети. различно влијае месечината, секој човек. Не може да влијае месечината исто на мене и на вас, Така, например, така. разбирате? Така да месечината и како има влијание. Гледаш? Кате. Да. Што, значи тие како се откриваат ако не се знаат аспектите? Тоа малце ми е за нејасно. Кои се начините? Да речеме ако не знам кога сум, во кој сат сум родена, пошто нели има изводи на кои што не пишува време на раѓање или нели има луѓе од кај Има посебна техника, ви кажав. Има посебна да, техника. има посебна Аха. техника каде што или треба да се знае таа техника. Јас ја учев од мојот астролог каде што од прилика може да знаеш што и како. Ви помага наталната карта и тоа што сте астролог во секојдневната комуникација со луѓето или ви одмага? Мене лично не може да ми помогне, бидејќи ни еден астролог на светот, ни најдобар астролог во светот не може да ја види својата натална карта, бидејќи не може да биде реален.
Не можете да бидете реални. Да. Така да лично јас не можам за себе да видам ништо. Стварно? Да. Можеш оние по обширни работи, Коmercijalne, да да речеме, кажам, добро. меѓутоа оние не може. Значи може да се видат нели на кај другите луѓе, али кај себе или своите блиски, да кажам, многу потешко. И сега како да ја најдеме на Снежана Питкас астролог? Били Астролог, најдобриот. Ќе се најде таа, Да. верувам. Се надевам дека ќе се појави. Да, ќе се најде. Колку во Македонија имаме астролози, колку има интерес за изучување на астрологијата, вака во новиве генерации, во некој што ги сретнуваш, оние кои што ти пишуваат. Има ли интерес? Нели зборувавме дека треба малку во јавноста, нели јавното мислење да се Да знае повеќе, да се едуцира. Да се едуцира, но од оваа другава страна. Па видите, почнува веќе да станува доста интересно, нели како наука и кај младите, да кажам, да се интересираат за астрологија. Така да, видите како, јас мислам, допрва ќе почне кај нас да се практикува отворено таа. Да кажеш дека астрологија, си бил на астролог дека си или бил на дека. астролог. Така да. Али видите, тоа е индивидуално. Има луѓе кои што се кажуваат, има луѓе кои што не сакаат да се кажат. И тоа е нивно право. Да. Нели, јас не можам да влијам. Јас како астролог од мене имаат дискреција гарантирана. Пак ќе кажам, е доста интимна работа Доста е и не како треба да се нормално. споделува, а нивно е дали ќе кажат Понатаму. понатака што ќе кажат, тоа е нивно сепак одлука. Така е, да. Ајде реклама Реклами. малце, па ќе се вратиме назад со Назад, последните, ќе окружување. заокружиме, Ајде. Кај што викаат звезди, реклами Шо викаат? викаат. Реклами. Ајде. Сега имаме многу нешто за кажување, а само 5 минути ни остана. Стално е тоа така. Да. Причина пак Кажи да сега се... која ти е сестра прво, за да те прашам што сакам да те прашам. Моја сестра е Вилјана Јуруковски, познат и ценет фотограф. Со доста нели аворд награди. Така е. Светски Многу изложби и Многу изложби, да, така. интересна е по својот начин на облекување, е сега по Така. начинот на изразување, особено се Начинот на интересни, сликање, да, да. начинот на сликање, особено се интересни оние фотографии, ве само да ги пуцатам гледачите. Една од оние изложби е на африканците, нели на тој дел на нивната култура и се она што значи Африка како континент, барем на таа се сеќавам од прва вака. А што е она што отвара Билјана и колку нејзината сестра родена астролог и помогна во создавањето на таа, нели во кажувањето на таа натална карта. Во насоките. Па да, нормално слуша насоки. Мојата сестра нели се врати на одреден период од она живее нели со својата фамилија во Австралија, во Сиднеј. Дојде во Охрид. Она го сака Охрид како град, да кажам, и сака да престојува таму. И се реши да отвори еден објект дуќан каде што ќе се продаваат такви некои интересни работи, гердани, не знам, накид, некој гардероба Од светот или од овде? од светот. Меѓутоа ќе има и посебно македонски оддел, она исто прави доста интересни шари во тој македонски стил, да кажам, везот, да кажам, да. И во обликата нејзина. Да, има доста, нели, креативна е доста и знае како да го направи тоа. Меѓутоа ќе има и од, нели, од секакви, од цел свет, да кажам, дизајни. Што стоеше во наталната карта? Па И добро, стоеш ли се ова? Тоа е веќе да знам дека приватна работа, ама и видовте ли дека ќе биде така? Али има една интересна работа, што можам да ја кажам, еве, ајде. Ако ми е се. Нека оди за емисија. Нека оди. Нема да ми се налути. Тоа беше многу одамна, кога мојот астролог имаш направена натална карта. Ова ви кажам пред едно, значи колку има, може 15 години. И тој во еден момент не ти кажа, ќе дојде период кога ќе сакаш да се вратиш во Македонија. Сестра ми во тој период
имаше она и доста јака функција во Сиднеј. Вика нема шанси, вика, нели, јас во Македонија. Со тогашните размислувања, значи теорија Нема шанс. Добро, река. Али тука пише. Али евето тука си стои. И стварно, како поминуваја годините, последниве години, она се повеќе се враќа во Македонија, престојува во Македонија, се враќа во Сиднеј, меѓутоа се некако почнува да ја влечи. Да се врати сосем комплетно, да. Кои планети се тешки, само вака, во наводници тешки во однос на нас самите, во однос на тоа што ни значат во наталната? Еве едно од, да кажем, по-тешките планети се нарекува планетата Сатурн, каде што, нели, кога е од транзит тој Сатурн, знаете, донесе потешки работи во животот на еден човек. А оние подобри планети, би извела Јупитер е една од најубавите планети, таа знаете, нели, кога транзитира да ги донесе оние најубави работи кај човекот. И колку треба да практикуваме астрологија вака во една реченица само? Да бидеме преоптеретени со тоа, на нон-стоп, да еднаш во годината, временски? Не, јас стално кажувам, исто не сме, сега зависи кај кој астролог, нели? Јас сум имала доста клиенти, нели, со различни искуства кај астролози. Имав една клиентка, пример, ми вика, јас бев кај еден астролог, ми рече, тебе ти стои партнер во униформа. И девојка 5 години го чека тој партнер во униформа, мислам што нема смисла. Ги загледува сите војници, стварно, не е во ред тоа. Значи не треба да се држите за такви ситници. Астрологијата, пак ќе речеме, многу повеќе од тоа. Така е, да. За крај заокружуваме со една убава вест, не е убава вест, само за крај да ви кажеме дека Снежана Петкас рече дека од август 2026 Македонија влегува во една многу побава фаза. Така беше? Да. Ви благодариме за овие убави зборови после се она што Ќе се видиме до тогаш пак. Ќе ни раскажувате Само други треба, аспекти. нели, трпение, народот да има трпение, нели, се додека не поминат овие потешки транзити и да се даде простор, нели, на новата влада, пошто пак кажав, за една година никој ништо не може да реши. Така е. Меѓутоа, стварно и престои доста подобар период. Добро, супер, ви благодариме многу. Благодарам и на вас, исто и мене. Се гледаме во наредна прилика. Така е. Се гледаме во вторник пак. Се гледаме, понеделник малку ќе одмориме, ќе продолжиме викендот. Така е. Чао. Чао.